Добро вечер во емисијата 360 степени на Алсат. Сега можам да се пресметам со Христијан Мицкоски. Порача вчера Даниела Рангелова, поранешна пратеничка во Собранието и председателка на Унијата на жени на ВМРО ДПМН, откако јавното обвинителство го повлече обвинението против неа во случајот со насилните протести пред просториите на општината Центар во летото 2013 година. Судењето за овој случај, познат во јавноста како шамарите во Центар, е во самата завршница по речиси 4 години од одржувањето на првото рочиште во декември 2016. Рангелова смета дека обвинението и го стеснувало просторот да биде погласна за состојбите во сопствената партија и обвинувањата што стигнуваа на нејзина адреса дека одработува за власта. Нејзиниот случај е повод вечерва да зборуваме пошироко за постизборните случувања во и околу ВМРО ДПМН, активизмот на актуелното раководство, предводено од Христијан Мицкоски, кадровските смени во комитетите на општинско и на централно ниво, како и за иницијативите и групирањата со барања за одговорност од лидерот и избор на ново раководство. Во студиото ќе видат споменатата Даниела Рангелова, поранешната пратеничка од ВМРО ДПМН Нола Исмајловска Старова и поранешниот председател на Општинскиот комитет на ВМРО ДПМН во Центар и амбасадор на Република Македонија во Унгарија Игор Есмеров. Разговорот го почнуваме за кратко. Гледате 360 степени. Вечерва зборуваме за состојбите во и околу ВМРО ДПМН по изборниот пораз на партијата. Во студиото се Игор Есмеров. Добро вечер, добре дојдовте. Добро вечер. Вие сте поранешен амбасадор на земјава во Унгарија, поранешен председател на Општинскиот комитет на ВМРО ДПМН во Центар, поранешен член на извршниот комитет на партијата. Благодарам што сте со нас. Благодарам на поканата. Нола Исмајловска Старова, поранешна пратеничка на ВМРО ДПМН и членка на извршниот комитет на партијата. Добро вечер и за вас. Добро вечер. И Даниела Рангелова, поранешна пратеничка, поранешна членка на Советот на општина Центар и поранешна председателка на Унијата на жени на ВМРО ДПМН. Рангелова, некако настаните сакаат со вас да се воведеме во овој вечерашен разговор. Вие, откако вчера бевте ослободени од обвинението за случајот со насилните протести во Центар од летото 2013 година, изјавивте дека сега конечно можете да се пресметате со Христијан Мицкоски. Би сакал да ја слушнеме таа изјава, па да ве прашам и малку поконкретно што навистина мислевте со изјавата. Да ја слушнеме Рангелова со изјавата дадена вчера од предкривичниот суд во Скопје. Да не бе во овој обвинителен акт, ќе можев многу послободно да делувам изминатиот период, бидејќи бев обвинувана дека ќе се пазарам, сега си ја докажав правдата, сега можам слободно да се пресметам со тие што ме обвинуваа во партијата. Како ќе се пресметате? Вербално. Со овие аргументи сега излегува токму спротивното она што го тврдеше Мицковски компанија и сега можеме лично да се пресметаме на еден дуел, доколку цени дека треба да излезе со мене. Значи го повикувате на дуел на таква Може би пресметка? не чувствува достоинствено да излегува со некој бивши функционер од партијата, но со оглед на моето искуство партиско би сакала очи во очи да се пресметаме кој одработува за оваа власт, дали ние или он. Ја слушнавме изјавата на Рангелова вчера откако дозна дека е ослободена од обвинението за овој случај, познат како шамарите во Центар. Рангелова, што е тоа што толку ве провоцира за да дадете ваква изјава, дека ќе се пресметате сега конечно со лидерот? Прво што додека траеше самото судење, значи во текот на вчерашниот ден и кога го информира Христијан Мицковски дека веќе јавната обвинителка го повлекува обвинението, веднаш дадоа насока да почнат да пишуваат по социјалните мрежи дека заради тоа што сум била гласна и сум зборувала против него и против раководството, затоа се повлекува обвинението. Тоа ме иритира бидејќи навистина еден долг временски период во изминативе 2 години, практично 2,5 од кога тој стана председател на ВМРО ДПМН, постојано ги обвинува луѓето ако различно мислат дека со нешто се уценети. Најверојатно тоа е неговиот начин на делување, тој со уцени ги држи луѓето и сметав дека е честно, ако смета дека за нешто сум се пазарела, а
се докажа токму спротивното. Заради тој предмет, јас за многу закони не можев да гласам, за да не кажа дека ете одработувам за некого, да дојде во студијаво и да каже како ја води партијата, за сите чекори во изминатиот период кои што ги правеше и за сите одлуки, каква штета и нанесоа на партијата, а после и на државата. Малку сакам да ве прашам за овој случај. Има ли сепак според вас случај и треба ли да има одговорност за она што го вида јавноста и се случуваше пред и во просториите на Општина Центар летото 2013 година? Тоа беа протести наводно за да се спречи уривањето на црквата која што се гради на улица Македонија во Скопје. Мислам дека неблагодарно е да зборувам додека уште трае судскиот процес и не сакам да им причинам некоја штета на другите обвинети во овој предмет. Сметам дека јас лично насилство не поддржувам, но морам да кажам дека ваков тип на протести со насилно однесување имало организирано и од други политички партии, но за жал, заради тоа што тогаш не биле санкционирани истите, дојдовме до еден немил настан како што беше 27 април. Малку имам дилема во однос на квалификацијата на предметот, односно злосторничко здружување, бидејќи таму освен материјална штета, која што е направена на општината, практично нема нити удрено шамар, нити некој е повреден, покрај тоа што нели имаше изјави од една советничка дека била повредена. Јас можам да тврдам, без разлика како еве сега нели неблагодарно е го повлекле обвинението да зборувам, но така и се бранев. Таа истата советничка која што вика дека била повредена, од кога отиде на преглед се врати и остана уште 10 часа на истата седмица. Добро, но факт е дека и советничката група на ВМРО ДПМН во тој настан има своја улога. Вие сте дел од советничката група на ВМРО ДПМН. Дали бевте изманипулирани вие? Зашто? Па за сето тоа што се не. за сето тоа што се случуваше таму. Ние не знаевме надвор што се случува, значи тоа најодговорно тврдам и кој ги организираше тие Јас не знаев дека ќе има протест, бидејќи не сум била член на некој орган на партијата за да знам кој го организирал тој протест. Но бевте ли свесни дека сепак не станува збор за уривање на црквата на улица Македонија? Јас имав друга перцепција, дека ги менуваат деталните урбанистички планови со една цел да го нема штабот нели на ВМРО ДПМН. Најодговорно тврдам дека ние не знаевме за никакви лукративни намери на некои бизнисмени или политичари, дека се работи за некој детален урбанистички план од кој што би имало некој голем финансиски профит. Затоа мислам дека ниеден советник од ВМРО ДПМН не знаеше и до ден денес не се расчисти дали навистина беше организиран тој протест, но факт е дека добивме насока седницата да трае долго. Да ја развлекувате. Да, но тоа е такви насоки сме добивале и претходно како советничка група, а и нормално како пратеничка група. Во тек на координацијата се договараме седницата да трае долго, да ги оспоруваме точките и можам да кажам дека навистина тие точки кои што беа на дневен ред тој ден беа противуставни и не беа согласни закон, затоа и премиерот Зоран Заев ми одговори на пратеничко прашање и кажа дека ставањето вон сила на детални урбанистички планови, како што сега го прави Општина Центар и Општина Карпош, е противуставно. Добро. Театарче Лево Ќоше ВМРО рециклирано. Тоа е ваш коментар по последната седница на Централниот комитет на ВМРО ДПМН, на која лидерот Мицковски предложил да се одржи вонреден конгрес, на кој што тој нема да се кандидира за лидер, а Централниот комитет го отфрлило тоа негово барање. Зошто театарче Лево Ќоше? Ако не е трагично, мислам комично ќе биде и веќе е трагикомедија ова што се случува во ВМРО ДПМН. Тоа нели е статутарна сепак можност што му ја дава статутот на лидерот? Да, му ја дава, но кога сакате да поднесете оставка, тоест да предложите до вербата да си ја потврдите дали ве поддржуваат или не ве членовите на Централен комитет, вие не спремате извршен комитет, па со готов извршен одите на Централен, па кажете сега дали ме поддржувате. Тој што не се плаши од членството, што не се плаши од Централниот комитет, што не се плаши од Конгрес,
веднаш, ако на 15 били изборите, на 16 гледа дека еве, ај, почекавме, не направи влада. Излегува и вика, јас чувствувам потреба да поднесам оставка. Повикувам да Централниот комитет да организира конгрес. Ако го сакаат членовите и делегатите, ќе го изгласаат? Од што се плаши Христијан Мицковски? Да, Есмеров, тезата на Мицковски е дека тој не смее сега да покаже кукавичлак и да се повлече во ситуација кога членството, симпатизерите на партијата му укажуваат голема доверба и дека едноставно тој би било сега нечесно ако остане на предизборните ветувања дека ќе се повлече во случај партијата да не победи на изборите или еве да не формира влада. Вие денеска излеговте со ваш став за тоа дека сметате дека Мицковски треба да замине, но дека треба да замине на легален начин, тоа би значило статутарно. Возможно ли е тоа? Според ситуацијата и според демократскиот капацитет кој е веќе виден денови после изборите, мислам дека е возможно да се направи, но не се прави. Ситуацијата, кажавте дека имал поддршка од членовите, дека било кукавичко, интересно е тоа да се коментира малку. Ја не знам каде ја гледа поддршката, партијата е падната од 450.000 гласови пред 4 години на 300.000 гласови. Членството е паднато од 147.000 до 2017 на 45.000. Во Општински комитет Центар членството е паднато од 4.700 на 780 луѓе. Каде е поддршката? Значи, бројки, тоа е емпириски, односно по него математички се докажува. Дали има поддршка или нема. Ние знаете, особено кај во машкиот дел од популацијата, кукавичлук е, ако не го признаете поразот и ако не го слушнете гласот на тој што ве поразил. Нас не испорачуваат негативни резултати веќе на 4 изборни циклуса. Вие знаете дека Мицковски вели дека ВМРО-ДПМН е партијата која што освоила најмногу гласови на овие избори, ако се минусираат гласовите на БЕСА од коалицијата на СДСМ. Тоа значи дека едниот постулат кој го вети кога стана председател, тоа е дека ќе го зголеми коалициониот капацитет визави албанските партии го руши. Вети 3 работи. И оно го даде одговорот на некој начин каков треба да биде лидерот. Првата работа е дека ќе го сплоти членството и ќе ги спречи расколите. Втората работа е ќе ја поправи ситуацијата со и кредибилитетот на ВМРО пред меѓународната заедница. И третата работа е ова. Ќе го зголеми коалициониот капацитет. Кажете ми, некој нека одговори, еве него го прашувам. Што од овие 3 работи е направено? Есмеров, ова се тези кои што ги изборуваат од иницијативниот одбор за одржување вонреден конгрес. Дали ова значи дека и вие сте дел од таа групација? Не, ова значи дека и моите деца го зборуваат ова, кои се 10 и 7 години. И они го разбираат дека мора да има одговорност за тоа. Не сте дел од иницијативниот одбор? Не, ниту имам некаква комуникација. Ја не сум дел од нив. Имате некаква група од која што сте дел, со која што се обидувате еве да наметнете некакви ваши гледања во партијата? Не, јас сум член на партијата од 1996 година, малтене 6 години претходно било оформена, значи меѓу најстарите членови сум. А што мислите за делувањето и действувањето на иницијативниот одбор? Па тоа е демократска иницијатива и ја имам многу интересно размислување во тој поглед. Гледате му ги изјавите на Христијан Мицковски. Луѓето, тоа 90% од тие луѓе кои се во првите редови беа делегати на претходниот конгрес кој му дадоа доверба на овој човек. Он после 3 години им се обраќа со политички хиени и мафијаши. Сега се поставува одма прашање. Дали, ако се овие луѓе навистина мафијаши, ја не мислам дека се мафијаши, има луѓе кои се во процеси, но кои се уште не е докажана вината. Отвара 2 дилеми. Првата дилема е дека Христијан Мицковски ги нарекува луѓето кои го избрале мафијаши, отвара нова дилема дека всушност дали се станува збор за човек кој е избран од мафијаши на чело на ВМРО. Дали значи дека тој ќе одработува за мафијата? Може би во меѓувреме станале мафијаши. А кога сме во опозиција? Во опозиција се станува мафијаш? Ја тоа не го разбирам. И уште една дилема се јавува тука која е многу суштинска и која го кажува карактерот на Христијан Мицковски доколку некојаш дојде во позиција да прави извршна власт. А тоа е дека ќе се меша директно во судските одлуки. Он пред да се обвинат овие луѓе, пред да има извршни одлуки, судот да донесе извршни решенија, ги нарекува мафијаши. Тоа е истото она што се случува цело време, па и сега се случува. Разбирате? Да.
визави тој барањето за јавен обвинител. Во таа сфера влегува. Исмаиловска Старова, вие јавно кажавте став откако ВМРО-ДПМН ги загуби изборите, што мислите за судбината на актуелното раководство на партијата? Лично имав една кратка изјава во однос дека резултатот на овие избори беше нешто што се очекуваше и кога почна действувањето на мене како дел од независната пратеничка група од ВМРО-ДПМН, ние предупредувавме на ова и за жал испаднавме дека бевме во право заради тоа што членството го препозна лицемерието на Христијан Мицкоски, кое што на неколку пати се покажуваше и во носењето на законските решенија, но и во однос на причините заради кои што ние бевме сатанизирани и животот на момент се чувствувавме дури дека ни беше загрозен. Сакате да кажете дека ВМРО-ДПМН беше казната од сопствените гласачи на овие избори? Сметам дека најмногу да, од собствените гласачи, а и дополнително не успеа да биде атрактивна за некои кои што може би претходно гласале за СДСМ, за ДУИ, за ДПА и така натаму, за другите партии, или кои што не излегувале да гласат. Значи, тие единствено успеа да отидат подолу и кај своето членство. Тоа се гледа по резултатите во сите изборни единици без исклучок. Дали и вие сметате дека Мицкоски треба да замине од лидерската позиција? Апсолутно. Како? На легален начин мислам дека е време, иако се сомневам дека нешто на нормален начин ќе направи тој човек, да си даде оставка и членството да си го избере лидерот. Може би ќе го изберат него, ако толку има поддршка од членството, ајде веднаш да не оставаме новиот статут да биде на чекање, па нека гласа целото членство, нека имаете неколку месеци ажурирање или некој преоден период, може неколку луѓе да го спремат тој конгрес што ќе биде со повеќе делегати или да гласат сите што ќе се ажурираат, има доволно членови за тоа да се направи. Има неколку иницијативи, може би една е највидлива досега за промени во партијата. Поточно иницијативата е за организирање вонреден конгрес. Дали вие себе си се гледате како дел од некој од тие иницијативи? Јас себе си во овој момент, да бидам искрена, се гледам дека не припаѓам во ВМРО-ДПМН. Ова не е ВМРО-ДПМН кое што јас го избрав пред повеќе од 15 години кога бев уште дете и моето место таму можам да го видам само ако се случат промени. И жално е дека нападите кон Христијан Мицковски и кон една мала група околу него, тие се обидуваат да ги прикажат како напади кон ВМРО-ДПМН. А зошто се гледавте себе си како дел од ВМРО-ДПМН на Груевски, а не се гледате сега како дел од ВМРО-ДПМН на Мицковски? Кога го прифатив мандатот во 2014 година, мислев дека имам потенцијал и се обидов да влијам на некои прашања за младите. Не знам, Даниела, дали ќе се сети на извршен комитет кога се зборуваше за студентските домови, бев една од најгласните и на тој извршен комитет можам со гордост да кажам дека се донесе одлуката да почне реновирањето, па сега конечно студентскиот дом Гоце Делчев е реновиран, а тие кои што тогаш беа представници на УМС ми се заблагодарија за храброста да говорам, а исто така зборував доста и за муслиманите кои што се македонци национално. Не ги сакам јас лично тие поделби, некои се чувствуваат како торбечи, некои како македонци, некои се асимилирале во други националности, но да почнат да бидат повклучени во општеството, да ги охрабриме да бидат повклучени во општеството. Имавме навистина одлични резултати, имавме вклучување и во долне ниво, Пласница, ширење на овие структури, што сега не е случај во овој извршен комитет. После повеќе од, мислам дека 2012 или 2013, не сум сигурна, прв пат имаше член муслиман, македонец муслиман во извршниот комитет, сега нема ни член од Струга, нема ни пратеник муслиман, а и пратеникот од Струга кој што е од ВМРО-ДПМН е уствари председател на УМС, значи и Струга како град не добила свој представник, така да и ова е дел од промената на политиките кон работите за кои што јас сум се заложила, а и во однос на
младите, само да дополнам, кога почна телото кое што беше за младински прашања, ВМРО ДПМН не сакаше да учествува. Јас тогаш бев дел од пратеничката група, не беа случајни уставните измени, зашто беше непосредно после локалните избори, па како протекле и така натаму, и сега добро, нормално дека бил тежок тој пораз, но немаше спремност да се вклучат активно во почетокот на создавањето на ова тела, но за среќа на крај првиот закон за младинско учество го изгласавме сите заедно. Рангелова, вие се гледате себе си во некој од иницијативите кои што се активни сега, дел повидливо, дел помалку видливо за промени во партијата? Искрено, една иницијатива гледам, не гледам друга. Од таа иницијатива... За други се зборува повеќе, да. Тоа може во куларите политички. Не сум била од оваа иницијатива, член на оваа иницијатива, нити сум имала комуникација со некој од овој иницијативен одбор, од една проста причина, заради тоа што се тие луѓе кои што го донесоа Христијан Мицковски лидер. Кога требаше Христијан Мицковски... Вие не бевте лично делегат на Конгресот? Бев, но не се подпишав на иницијативата и тогаш. Собраа подписи и истиве сега собираа подписи тогаш за Христијан Мицковски и на ист начин се лобираше, се вртеше. Кога видовме дека нема друг кандидат, тогаш отидовме на Конгрес и му дадовме поддршка на Христијан Мицковски. Инаку, јас и тогаш не го поддржав Христијан Мицковски, бидејќи сметам дека не е демократски да се прави притисок врз делегатите да се поддржи еден кандидат. Моето следно прашање во насока на тоа дека во еден момент, ако сакате нешто да направите, ќе мора да се окрупните. Ќе мора да се обедините, бидејќи вака сте прилично дисперзирани и веројатно се тоа ќе остане само на гласно негодување без ефект. Не. Јас сакам и друго да кажам, дека секоја иницијатива, без разлика од кој да е организирана, ќе ја поддржам заради тоа што е во еден демократски чин, како што кажа Јесмеров, но мислам дека тие имаат најмногу легитимитет да му бараат да си оди, зашто тие го донесоа. Но нормално е, бидејќи сите имаме една иста идеја, еве, може би ние како поединци, тој иницијативен одбор, некои други кои што викате може би дека постојат, треба да таа идеја да ја преточиме во реалност. Но за да ја преточиме таа идеја во реалност, мора да се створи критичка маса. Зошто не може да се створи? Заради тоа што Христијан Мицковски прави притисок врз членството и сите оние кои што ќе кажат еден збор против него, ги прогласува за предавници, одработувачи за СДСМ, а во ВМРО ДПМН има членови кои што навистина си ја сакаат партијата и не би сакале да бидат линчувани. Кога со нив разговарам, тие им викаат дека мора да си оди, но одлучиле, ако треба и 8 години да бидеме опозиција, дека кога тогаш овој ќе си оди и ќе дојде време да дојде нормален лидер. Јас не се согласувам со тоа, мислам дека треба да се случи една внатрешна интелектуална револуција, каде што сите луѓе треба гласно да зборуваат и да го вперат прстот во оние кои што се виновни за овој изборен пораз. Зошто мислите дека Мицковски не треба да добие уште една шанса? Заради тоа што нема способности да води политичка партија. Едноставно, заради тоа што обичните граѓани, неопределените, не гледаат во него нешто различно од другите политичари. Затоа што не нуди шанси, заради тоа што нема јасни ставови, заради тоа што лута во политиките, заради тоа што е неконзистентен. Може би сега јас ако зборувам ќе добијам и јас кривична пријава како Васко Ефтов, например. Слушнав дека ќе го тужел заради тоа што го навредува. Затоа не сакам да зборувам за човек кој што не е тука, би сакала, ако не на мене, да ми даде шанса, на некој друг, кој што ја поддржува идејата дека треба да си оди, да дојде, затоа ако викам се пресметаме, политички да се пресметаме, да ни каже зошто треба да остане. Тој никогаш не кажува зошто треба да остане, што нуди, за да еве поверуваме дека тој треба да остане и дека на следните локални избори ќе биде победник. Туку вика, централниот не ме пушта. Тоа е работава, фали ме устот да не те расчепам. Не знам како да ви кажам, тие членовите на Централен се истите луѓе кои што тој ги има назначено. Зошто не си ја проба среќата на еден конгрес легитимен? Може би нема да има други заинтересирани, може би
такво е политичкото милје во партијава да нема да има друг заинтересиран кандидат за лидер. Есмеров, ќе се согласите ли дека овие критички гласови се сега прилично атомизирани, дека во еден момент ќе треба да се обединат, не знам тоа како ќе се вика, ако сакаат да имаат некаков повидлив резултат или ефект? Видете, дали ќе се обединат или не знам, или нема се обединат, не знам, не можам во момент да кажам. Едноставно се има процедура демократска статутарна, се свикува вонреден конгрес, излегуваат на конгресот старите делегати, демократско право и негово да се пријави. Ама еве и сега да видиме... според статутот се цитира една одредба, во следните 6 месеци тоа е невозможно. Не е точно тоа. Видете, Јас сакам после да Еве кажам. Смеров да одговори, па вие кажете. Ако го знаете. Прокоментирам малце некои работи што ја праша Даниела, сакам ја да кажам. Во смисла поддршката, моментално и денеска го пише во текстот, ова цела ситуација ми изгледа како оние Девид Линчовски филмови со кружница на абсурдноста. Значи, централниот си го бира извршниот, извршниот си го гласа централниот, и сите нив ги назначува Христијан Мицковски и сите се срекни во 4 изборни порази. И сега да му дадем уште една шанса. Ајде да му дадем, ја кажав, уште 10 шанси. Ама која донел партијата од семено наследство. Оваа партија нема е него од семено наследство. Оваа партија граделе луѓе со кредибилитет, со интегритет, изнедрила интелектуалци, изнедрила луѓе кои носеле закони, кои учествувала во градење на меѓународниот крedibilitет на државата. Кој е Христијан Мицковски да му се дадат 5 шанси. Еве ќе му даеме и 5-та шанса. И повторно ќе изгуби. После што правиме? Што ако покаже промени на планот на овие 3 работи за кои што зборувавте дека не ги направил по Конгресот во 2017? Например, партијата заземе по прагматичен став во однос на договорите од Преспа и договорот со Бугарија. Не, во овој момент не, но велам ако видиме дека зазема. И па знаете што ќе се случи сега во овој момент кога ќе заземе? Сите што се радикални десни струи ќе му побегнат во левица. Во левица десница и он ќе остане пак со 200-230 гласа. А само ти со Што ќе се случи? Ништо. Политика не се води така како што е водио. Мислам дека нема капацитет да донесе било каква изборна победа, било когаш. Значи еве да му се остави до локални, нека седи до локални. Што е работа? Ќе се сведе на 250.000 гласа. Ви кажувам каква е ситуацијата со членството. Значи оронато му е од 147.000 на 45.000. Каков резултат може да се очекува? Дали има пробив, например, во делот на неопределени гласачи? Со која платформа иде? Нема ништо. Една интересна работа во врска со тоа кога поднел оставка пред Централниот комитет. Никој не кажува, ни он не кажува како е поднел. Изнел платформа на работа за во иднина. Кажал кои резултати се постигнати во минатото. Како излегол и рекол, видете, ја поднесувам оставка. Најверојатно извадил некој лист и кажал, победив тогаш, направив ова, овој столб, тој, обединив. Што кажал? Па ги прави, и да ви кажам искрено, ги прави недоветни луѓе од Централниот. Кој е тој човек што ќе ви гласа доверба, ако не знае што сте направиле во минатото и што ќе правите во иднина? Така? Секој лидер, секој CEO, секој генерален менеджер излага пред бордот и кажува, јас сум ги направил овие работи. Имам доверба или немам? Со што излегувам? Еве, кажете ми еден успех што го има, само еден, нека седи до следните парламентарни избори. Добро, Мицковски има објаснување зошто резултатот од изборите е таков. Визави тоа уште една замерка имам голема, што се случи тоа со референдум. Он знаеше дека референдумот е консултативен. Нас ни беше понуден облигаторен и јавно понуди заев. И на знаење дека е консултативен, оди со тезата дека треба премолчено да се бойкотира. Тоа значи кој го одработи референдумот? Не го одработи 8 пратеници. Он го одработи референдумот, изгледа така како што е. И на крајот на краиштата демократско право обврскани е нас како македонци да си го заштитиме името по устав и да излеземе и да се бориме таму лавовски, да гласаме против тој предлог на СДСМ. Најверојатно ќе изгубиме 80% и тоа требаше да им се каже на членовите. Ама ќе изгубиме достоинствено и ќе остане во историјата така запишано. Нема да влеземе во расколи, нема да влезе целото општество во раскол и ќе можеме напред да идеме, па на крајот на криштата и поразот е пораз. Не е умирачка. Идеме, пружаме рака, ти си победил, јас сум изгубил, идеме сега двајца да напред.
Ангелова, вие сакате нешто да коментирате во врска со ова? Ја ова? имам неколку работи Да. за статутот, ама се прво ќе зборам за тоа што викате дека нели во рок од 6 месеци направи превид тука Добро. Христијан Мицковски. Член 31 од неговиот ново донесен така наречен демократски статут вика вонреден конгрес се свикува во случај нели на гласање на доверба, но по барање за одржување на вонреден конгрес. Барање никој не му достави. Тој сам си поднесе оставка. Овие членови и овие алинеи важат кога има барање за свикување на вонреден конгрес. Ама така беше објаснето. Никој не му побара него. Тој си поднел сам. Не лично побарал. И па лично, ама барање, вика барањето за одржување на вонреден конгрес може да поднесат и председателот или најмалку една половина вкупниот број на членови, но има вика вонреден конгрес може да се свика и за промена на целите и задачите на партијата. Мислам дека ние можеме пак нов иницијативен одбор да поднесеме да ги смениме целите и задачите на партијата. Што друго сакате да коментирате во врска со статутот? Ево вака демократски статут кој што малку се зборува за него, немавме шанса да зборуваме бидејќи нели избори влада. Еве еден прост пример, член 13 вика ако членот не го промени, односно не го информира местниот комитет кој што е најнизок орган во партијата, дека ја сменил адресата на живење, тогаш општинскиот комитет има право да поведе постапка за негово одјавување од партијата. Значи, на тој начин тој може да ги одјави сите кои што не му се по мила волја, кои што не смениле нели адреса. Па во држава лична карта, ако не смениш адреса, ќе платиш 15 евра во денарска противредност, Христијан Мицковски ќе ги исклучи од партија. Трето, ако редовно не плаќаат чланарина, се суспендираат ако по своја вина доцнат со плаќањето на чланарина 6 месеци. Прво пола и повеќе, 147.000 члена имавме во партијата, журирани се околу 50.000. Тие не се ни сконтактирани луѓе, а не да плаќаат чланарина. Христијан Мицковски може утре да му текне сите врз основа на неплатена чланарина да ги избрише. А имам и друга дилема. Зима пари од државата. На кого отчет тој му дава кај ги троши парите кои што ги добива сите финансиски средства од државата? Друго, ВМРО ДПМН води сметка за родовата димензија и обезбедува равномерна застапеност. Каква е тоа води сметка? Ова е декларативна заложба. Треба да има квота, 50-40% во органите. Или ВМРО ДПМН води посебна грижа за застапеноста на младите. Ова не личи правно издржан статут. Или член 22. Член на партија може да биде исклучен доколку јавно во печатени или електронски медиуми изразува ставови што се спротивни на статутот, програмата или декларираната политика на партијата. Еве, денес нека не исклучи мене и Есмеров од партија. Ова е демократски статут или формира човеков партиски суд, замислете. Толку многу Како сака... партиски суд? Па еве, сега ќе ви кажам, и може да ви го цитирам и членот. Член 53, партиски суд на честа формира, во скратени црти суд, на предлог на партијата го избира Конгресот. И судијата може да ги суди членовите, тоа е еден вид второстепена комисија на одлучување, дали ние сме погрешили или не. Па ваков нема у Северна Кореја статут. За суд на честа го вика? Суд на честа, партиски суд на честа. Па може и него да го судат. Сега тука имам една друга дилема. Ај нека остане Христијан Мицковски председател на партијава. Утре еве ќе стане премиер. Вака ќе ја води државата? Ќе ги санкционира сите што ќе кажат против него? Ќе ги апси луѓето ако мислат против него? Ама не е само негов проблем. Овој статут... На сите е проблем. Да, ова е статут има друг на начин. партијата. Овој статут, јас го рачунам за нелегитимен, заради тоа што на членовите на Централен комитет, бидејќи имаме и ние таму комуникација со луѓето на Централен комитет и ние ќе го оспориме овој статут, не им ни бил даден да го разгледаат и да кажат своje мислење, дали туку бланко гласете го, ова е најдемократски и го прифати ИПП. Он у ИПП може пратил друг статут. И јас мислам дека ИПП, ако го видел овој статут, ќе паднали у несвес. Он може да исклучува секој што различно ќе каже нешто. И како сега да бара членство да се оди Христијан Мицковски? Сите си викаат ќути, ќе не смени, вака, по пат на инерција ќе се оди за 2 години. Исмаиловска, што е минимумот за ВМРО ДПМН повторно да стане партијата во која би сакале активно да членувате и да работите?
Па, мислам дека тоа што првично мене ме привлекло е јасната ориентација за НАТО и ЕУ. Тоа не сме да биде само заложба или сега да се излегува со знамења на Европската Унија или дека го поддржуваме НАТО, затоа што кога се случува важните процеси во Република Северна Македонија, ВМРО ДПМН остана на страна. Остана на страна и од промена, може би, на уставните амандмани кои што водеа кон промена на уставното имено, би било незрело ако кажеме дека НАТО ќе се случеше и без тоа, кога сите знаеме дека е факт дека сега сме 30-та земја членка на НАТО, а преговорите ќе ги почнеме до крај на оваа година. Протестира со мајци со ликот на Гоце Делчев, велејќи дека Делчев е црвената линија на македонското достоинство. Се согласувате ли вие со тоа? Вие сте една од 8 на пратеници на ВМРО ДПМН кои што гласаа за уставните амандмани кои што произлегува од Преспанскиот договор и практично го овозможивте спроведувањето на Преспанскиот договор, а потоа и како што велите и членството во НАТО и зеленото светло за почеток на пристапни преговори со Европската Унија, но еве сега Бугарија се испречува како потенцијална нова пречка. Што мислите вие за овој спор? Јас мислам дека ВМРО ДПМН ги се обидува да ги злоупотреби чувствата на македонците во оваа држава и на сите граѓани кои што некако се поистоветуваат со делото на Гоце Делчев. Мислам дека никој не го спорува тоа дека тој се борел за македонската држава и ова е само уште една од низата лицемерни потези на ВМРО ДПМН, затоа што до некаде дури го доживувам дека е намерно за да се наелектризира ситуацијата во Бугарија, многу повеќе од тоа што е, за уште еднашка да се обидат да направат пречка од најавената прва конференција за стартот на преговорите со Европската Унија. Истото е дека еве сега па последниот недефиниран процес за се што не чини или не знам за какво е времето надвор, а остана надвор и од процесот на помирување, остана надвор од законот за антидискриминација, а верувајте, ако не постоја неколкумина разумни пратеници во пратеничката група на ВМРО ДПМН и неколкумина пратеници кои што бевме спремни да гласаме за реформските закони, се сомневам дека и некои реформски закони можеби ќе беа закочени и немаше да поминат, кои што можеби не беа толку интересни за јавноста, но ние знаеме каква беше ситуацијата во партијата. Есмеров, вашиот личен став кон договорот од Преспа и кон договорот од Бугарија? И како партијата треба да се постави кон нив? Кон договорот од Преспа прво ќе ви кажам, ќе ги подвоиме пошто различни. Кон договорот од Преспа ви кажав, референдумот требаше да биде прифатен од ВМРО и да се гласа против. Ако сакавме да имаме подобро решение од ова, тоа беше единствениот пат. Уште еден аргумент во твој правец кој е многу важен тука и кој се прескокнува, тоа дека ние ветуваме на сите изборни циклуси, пред сите изборни циклуси, во сите предизборни платформи дека ова прашање треба да го решиме на референдум. Нас доаѓа референдумот, ние ги лажеме граѓаните. Они му поверуваа на Христијан Мицковски и не излегува. Името повторно се смени. Меѓутоа сега без одлука на ВМРО ДПМН. Договорот, според мене, договорот мора да го почитуваме, иако ви кажувам, ако победевме со гласање против, ја мислам дека можеме да изјаснуваме и подобар договор, но само институционално. Не на овој начин, со вакви подземни методи, под тепих, интригански методи, не гласајте, па излага на прес, намигнува. За односите со Бугарија? За односите со Бугарија, мислам дека таму дуваат некои источни, чудни ветри што во Бугарија, тоа е веќе подолго време. И ќе треба на друго ниво да се реагира, треба меѓународните партнери, особено стратешкиот партнер да види со таа работа како е што е. ВМРО ДПМН се за Гоце Делчев, не знам колку е Мицковски се информиран, меѓутоа Гоце Делчев е еден од илјадниците ликови во океанот на ВМРО и не е ништо подзначен ни од Дамјан Груев, ни од Тодор Александров, ни од Јане Сандански, ни од Тодор Паница, ни од Чаулев, сите тие останати. Така што договорот со Бугарија во ред, неам некоја по-голема забелешка, единствено имам забелешка што ВМРО не учествуваше со своји сугестии и кога се подпишуваше договорот, па да се издействува можеби некои подобри позиции и да не се издействува, барем ќе бие информирани за воиднина како да делуваат. Вака е ВМРО целосно отстранет од таа евроатлантска платформа, целиот евроатлантски преговарачки процес го водат само СДСМ. Ние сме сврлени како
Некој е 13-то прасе, никој не сака да разговара, нити меѓународна заедница, нити стратешки партнери, нити ништо. Ние си организираме протести со луѓе од цела Македонија, се организира еден ден протест, утре ден таа иста ситуацијата. На кој начин реагира Христијан Мицковски за да го смени договорот од Бугарија? Освен за личен рейтинг и за да се раскарува, да се прави расколи меѓу членството и меѓу другите. Времето ни помина, Рангелова, уште вие кратко, кој е вашиот став во однос на овие две прашања, бидејќи вие не гласавте во собранието за договорот од Преспа? Така, јас неколку пати сум кажала, јас излегов на референдум и го дадов мојот глас во однос на Преспанскиот договор. Жал ми е што се злоупотребува и вчера на телевизија Алфа, иако побарав официјално од уредничката демант, бидејќи беше најавено тоа со некои задни намери, дека ослободената од шамарите во центар, позната по тоа што гласаше за уставните измени, значи тоа беше интенцијата дека некој мене ми вршил притисок, јасно и гласно ќе кажам, не гласав за уставните измени, излегов на референдум, бидејќи сметав дека граѓаните се тие кои што треба да одлучат. За мене договорот Преспански е завршена работа и апсолвирано прашање. Истото тоа го мислат и раководството и председателот на партијата, но гласно не го зборуваат. Морам да кажам дека за жал во историјата ќе остане дека на референдум беа за 600 и нешто илјади за, против малтене не знам 50.000 против. Во собрание гласа 81 за, ни еден против. Тоа е реалноста која што ќе влезе во историјата и утре на нашите генерации не можеме да им кажеме дека со сила било сменето името, заради тоа што ВМРО ДПМН немаше храброст ни да ни каже да влеземе во сала за седница и да гласаме како сакаме, дури против не дозволија да гласаме, туку воопшто не го остваривме правото на глас. Историјата ќе кажува дека името се смени без гласови против. Во однос на договорот со Бугарија, мислам дека овде има еден нефер однос со страна на Бугарија, кои што сакаат да искористат во однос на преговорите сега со Европската Унија, да добијат колку што можат повеќе. Ме израдува она изјава на германската амбасадорка, која што кажа дека датумот за преговори ќе биде независно од нерешените билатерални спорови помеѓу државите и тоа за мене е еден добар ветер во грб. Се надевам дека ќе има добра комуникација помеѓу нашите држави и дека бугарите ќе сватат дека доста е веќе од непринципиелни уцени. Добро, толку беше времето. Ви благодарам што бевте дел од 360 степени. Во овој форум ќе им дадеме простор да ги кажат своите ставови и другите заинтересирани страни, групи, раководството на партијата, но ви благодарам вечерва што имавме шанса. Предложите им од другата страна да излеземе на еден дуел вака тројца. Да, ќе видиме дали тоа ќе може да се оствари. Демократска дебата би било задоволително да го се направи. Добро, благодарам уште еднаш. Останете на Алсат, по паузата е саботажата. Кога ќе даете знак или кој го дава знакот, можеме да почнеме. Милитантната интонација не е во содейство со натамошната содржина со оглед дека амбиентот и структурата воопшто не одговараат на неа. Напротив, тоа е знак за предупредување кон власта која презеде сериозна обврска да го среди домот, а таа се уште се занимава со екстериерот. Добар ден и добре ни дојдовте во нашиот убав двор. Може би затоа за многумина начинот на управување им соодветствува на психоделичните ритми кои ги практикувале небрежните деца на цвеќето, кои наспроти очекуваната се занимавале со сосема друга револуционерна битка, во која приоритет им се дава на универзалните теми. Мислам дека грешката на СДСМ, главно, кој што беше носител на тие процеси, на преговори, договори, на подпишување државно, потоа на тие договори беше тоа што тие имаат некој, како да кажам, некој писфул, некој хипи поглед на современата балканска политичка реалност. Наспроти ваквата регистрација за припадниците на власта, нивните опоненти се соочуваат со идентитетски проблем, бидејќи освен најблиското опкружување, тие што се повикани и би требало да им текне,
Изгледа нема доволно простор во меморијата да се сетат за тоа кој всушност себе си се представува како челник. Професоре, лидерот на опозицијата ги повика сите проопозицијски структури да се придружат на протестите на За кој лидер? За Христијан Мицкоски. Добро. За Христијан Мицкоски. За Христијан Мицкоски. Потенцијално, ова, како и многу други работи, ги буди сетилата, особено оние кои што се сведоштво дека некои работи можеби не се одвиваат во очекуваната насока. Иако е вон контекст, сепак е доволно важно да се маркира и градира таа актуелна состојба. Нешто очигледно многу, да не речам, смрди во државата македонска. Твоето смрди го степенувам на бзди. Реа. Истиот мирис се чувствува и поради се поголемото присуство на демагогија во јавниот дискурс. Во отсуство на рационални решенија, реални алтернативи и издржани проекти, се отвара нова есенска сезона на загадување со големо количество посеяна магла. Ако сакате некое предпријатие да пропадне, критериумот некој биде припадност. Ако сакате некое предпријатие да биде конкурентно, критериумот треба да биде компетенции. Сето друго е млатење, празна слама. Ви молам дуи, нека зборат за што сакат, но да не зборат за економија. И на крајот и многу уши се изгледа затворени. Оти никој не сака да ги чуе гласните повици. Вие гледајте, не Дивоград, гледајте пола Скопје на септички јами, ние до Дивоград отидовме, тоа е виша математика. Со септички јами, ние за правна држава правиме ова. Тоа е beyond 2000, beyond 3000, како да ви кажам. И за Дивоградбите и за правната држава важи истиот концепт за средување како и кај септичките јами. Ако е преполно, мора конечно да се исчисти. Или потполно ќе загади се околу себе. Пријатно до понеделник во 22.